Денеска имавме можност да присуствуваме на една трибина организирана од страна на Ротари клубот Битола, која се однесува на офицерскиот дом, односно проекти за функционалност и самоодржливост. Ние како клуб секогаш сме посветени на служење на заедницата, па така и денес искористивме можноста да ја правиме ова иницијатива за една позитивна, креативна и интелектуална дискусија, со која ќе поттикнеме еден начин на размислување, едни идеи ќе размениме заедно со представниците од општината, од музеот и другите јавни институции, а се со цел на крај да излеземе со едно решение кое би било прифатливо за целиот град, бидејќи ние сме граѓани на овој град, битолчани и сакаме да придонесеме кон развој на истиот. Од оваа дискусија произлегоа многу интересни решенија, многу интересни проекти за функционалност и самодржливост на офицерскиот дом. Како млад човек секогаш верувам дека ништо не е запишано во камен, дека се може да се измени со волја. Она што досега можам да го кажам за офицерскиот дом е следново. Офицерскиот дом значи има обезбедување. За прв пат, откако сум јас дојдена како градоначалник, е осигуран. Не би навлегувала зошто претходно се случувале други работи. Обезбедени се средствата од 10 милиони денари од централната власт. Не се почнете активностите на објавување на тендер затоа што сме во очекување на градежната дозвола од Министерството за транспорт и врски. Знаеме дека во буџетот на општина Битола исто така се обезбедени средства од 10 милиони денари за реставрација на истиот објект. Меѓутоа, бидејќи станува збор за значајна историска градба, каде што сите знаеме дека промената дури и на една плочка чини многу заради автентичноста која што треба да биде запазена, значи станува збор за големи средства, општина Битола заедно во партнерство со Стопанската комора на Република Македонија, значи учествува на повикот во фондот за локален и регионален развој, на кој што оптимистички гледаме за обезбедување на дополнителни средства, како би овозможиле всушност да овој објект конечно биде саниран онака како што заслужува. Меѓутоа, една градба сама за себе би била мртва доколку не ја дефинирате содржината во неа, односно доколку не ја ставите душата во иста. Горниот дел значи на офицерскиот дом, каде што знаеме дека е дефинитивно најакустичната сала во нашиот град, треба да остане таква, значи сала за концерти, сала каде што Интерфест би ги имал своите, да кажам, изведби, така да околу тоа се согласуваме дека апсолутно просторот треба да биде за тоа наменет. Во долниот дел, така наречениот арт центар, исто така се поклопуваме со она што го има општина Битола замислено. Цениме дека тоа треба да биде поставка флексибилна на се она што представува наше културно наследство, на се она што представува наша презентација како нација и како држава и што би привлекло голем број на туристи со што би се заживеале и други сегменти, да кажам, од нашиот град. Што се однесува до комерцијалниот дел, каде би можел да се одвива, цениме дека како општина единствено би можел да се одвива во делот на поранешната, значи кафана парк, затоа што сепак објектот е од високо културно значење и заради законот за културно наследство сепак не дозволува многу маневри околу таа насока. Согласно законската регулатива и онака како што е предвидено поставувањето на самиот офицерски дом и функционирањето на целокупната парцела, да ја наречам, градењето на нови временни објекти воопшто не е предвидено. Значи, освен постоечкиот објект на офицерскиот дом и постоечкиот објект кој што еве слушнавме дека согласно предвидениот ДУП не е предвиден и не е внесен во парцелата, други дополнителни објекти не се предвидени. Тоа е согласно законската регулатива која што е на сила во делот на заштита на културно наследство, како и во делот на централното градско јадро и заштитата на поединечните културни целини. Од аспект на функционалноста на самиот објект, исто така како што колегите претходно споменаа, во неколку наврати се интервенирало во враќањето и одржувањето на одредена функционалност на самиот објект и реализацијата на одредени предвидени активности, меѓутоа постоечката ситуација кажува дека дури и предлогот кој што општината го имаше претходно дадено или беше иницијатор за враќање на функцијата на делот просторот во насока на одржување и поставување на сала за венчавки и така натаму не е дозволен согласно постоечкиот елаборат за валоризација на офицерскиот дом. Се разбира дека
евентуално секогаш постојат одредени можности за интервенција и во овај домен на законската регулатива, што во овај момент се уште изгледа невозможно. Меѓутоа, функционалноста во моментот е вратена на ниво таква каква што е предвидено согласно елаборатот за валоризација на офицерскиот дом. Да го поднесе, бидејќи на вистина кога станува збор за институции од областа на културата, кои што знаеме колку многу генерираат или не генерираат финансиски средства, секогаш е дискутабилно. Меѓутоа, сметам дека со една добра стратегија сепак може да се изнајдат, ако не во целост, барем делумно финансиски средства кои што ќе обезбедат каква таква самоодржливост на објектот.